Наредната тема е тесно поврзана со денешниот ден. Имено на 20 ноември 1954 година Генералното собрание на Обединетите нации го прогласува меѓународниот ден на детето. 5 години подоцна усвоена и Декларацијата за правата на децата. Интересите на децата треба да бидат пред сите други. Дали е навистина така во пракса? Разговараме со мојот нареден соговорник. Велам добро утро за основачот на првата детска амбасада Меѓеше, господинот Драги Змијанац. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. 1989 година пак е усвоена Конвенцијата за правата на децата и покрај сите одредби и борба за зголемување на правата на децата и во пракса. Дали е навистина така, господине Змијанац? Каков е вашиот и впечатокот на Меѓеши? Кога ние се формиравме 92 и кога се говореше за правата на децата, тоа беше многу чудно. Децата да имаат права, нормално и обврски. И навистина го подигнавме детската личност на едно повисоко ниво, да се почита нивниот глас, нивното мислење, да бидат активни граѓани, да бидат консултирани во донесување одлуки кои се од нивен интерес. И од тој аспект сум задоволен колку декларативно на децата им се овозможува тој простор. Содржински, суштински, секако има уште многу да се работи. И тоа е взаемно. И од донесувачите на одлуки, кои најчесто ги исползуваат децата за некакви партиски политички поени, не толку содржински влетуваат и влегуваат во тоа, навистина, она што е од најдобар интерес на децата, да бидат градени во стратегии, акцијски планови, политики на државата, за да бидат нивните потреби и интереси содржински задоволени. Покрај сиромаштијата, неадекватната исхрана, невакцинацијата, недоволното образование, децата за жал се почесто се изложени и на насилство. И за тоа треба гласно да говориме. Ние имаме Ало Бушев, како знаете, нашиот прв дежурен СОС телефон. Сме имали многу слогани мотоа за подигање на свеста околу врстичкото насилство. Изборовите повредуваат. Не беше уште пред 6-7 години една кампања каде што сакавме да посочиме дека не само физичкото, туку и психичкото насилство знае да повреди до толку да децата доживуваат одредени травми со кои тешко се справуваат. Секако тука го се обидовме да го подигнеме нивото на свеска и со учениците дека кога некој дете во ситуација на биде жртва на булинг, со учениците не треба да дозволат тоа да го гледаат, ниту пак да го снимаат, ниту пак да бидат пасивни чинители околу таа случка, туку активно да се вклучат во заштита на детето жртва, односно да се стават во улога да се спротивстават на агресорите. Го споминавте Ало Бушевко. СОС телефонот на Меѓеши функционира години назад. Затоа што ме интересира, стануваат ли децата свесни за своите права, ги бараат ли истите и бараат ли гласно поддршка? Зашто најмногу? Ало Бушевко е достапен до децата 24/7 и единствена линија во Македонија каде што децата можат во секој време да се јават. Група на волонтери, ентузијасти ја покриваат оваа дежурна служба. Си има своја платформа, децата можат и да четираат, достапени на македонски, албански и англиски. На пејџот на Мечта е препознаен како телефон навистина достапен 24/7, дори го имаат проверено одредени структури дали тој навистина функционира. Работат волонтери од различна возраст и мислам дека тој достапен телефон оваа година ќе слави, не мислам туку тврдам дека ќе слави 30 години, не буџетиран од ниту една институција. Меѓеше таа која успеа да го, како што обстојува 31,5 година, така да го одржува и работењето на Ало Бушевко, зашто тој ни е многу важен индикатор и од друг аспект. Не само да има децата каде да се обратат, туку и ја дефинираме, детектираме состојбата за да можеме директно да интервенираме кога известуваме до Комитетот за правата на детето во оној наш алтернативен извештај, затоа што тие индикатори многу ни помагаат да можеме да извршиме притисок од меѓународен фактор дома да се подобрат работите.
зборуваме за децата, наредниве минути заедно ќе појдеме меѓу нив, бидејќи го очекуваме ленковското вклучување на колешката Симона Илиевска, која што е во основното училиште Љубен Лапе, поточно во училницата во една од училниците каде што бројни ученици не чекаат, па да видиме што ќе ни кажат тие. Ги знаат ли правата на децата? Што ги радува, што ги растажува и од друга страна што ние возрастните треба да направиме за поубав детски свет. Симона, подготвени сте? Добро утро! Добро утро! Да, Кристина, како што може да слушнете, навистина сме подготвени сите тука во училницата во основното општинско училиште Љубен Лапе и ова беше најпозитивното и најубавото добро утро што денеска гледачите ќе имаат можност да го слушнат во четврто 4. Навистина не пречекаа со отворено срце на сите дечиња кои што се четврто одделенци и веќе учат за нивните права, за нивните обврски, а и нашите обврски како возрастни, така што директно од нив денес ќе дознаеме што ги растажува, што ги радува, што е она што ние треба да промениме во односот со нив и какви права имаат, како што веќе најави и ти, така што не би должела јас многу, затоа што имаме тука вистински професионалци кои што ќе ни кажат и ќе ни откријат што е она што ги радува. Како се викаш? Кажи ми прво. Јас се викам Ана. Да. Ана, кажи ми што е она што те радува најмногу? Нас децата не радува слободата, играта и другарчињата. Ти благодарам. Како е твоето име? Јас се викам Марко. Марко, што те растажува тебе? Нормално е понекогаш да бидеме тажни. Например, јас сум тажен кога другар или член од семејството е болен. Кога врне и не можам да излезам надвор. Јас сум тажен кога ќе го слушнам зборот војна. Јас сум тажен и кога ќе видам дечиња на улица без храна и дом. Ти благодарам на вистина и тоа се некои работи кои што може би ние возрастните треба да ги променуваме, а кога сме кај возрастните ќе ни кажеш ти како треба ние да се однесуваме спрема вас. Што е она што ви пречи може би некогаш од возрастните? Вие би можеле да ни посветите повеќе внимание. Се согласувам со тоа, затоа што навистина на секој му е потребно внимание, особено на дечиња како вас кои што се соочуваат со некои нови ситуации во животот, а сега следните ученици ќе ни откријат какви права имаат. Какво право имаш? Секое дете има право на живот. Секое дете има право на образование. Секое дете има право на топол дом. Секое дете има право на игра. Секое дете има право на здравје. Секое дете има право на чиста околина. Секое дете има право на собствено мислење. Секое дете е најважно. Согласувам со сето ова што ни го кажа, навистина од децата можеме да научиме многу и она што на овој ден поводот со што сме тука во основното училиште Љубен Лапе и со основци е за да дознаеме директно од нив што треба да се промени, какви се права имаат, а и ние некогаш да не ги забораваме нашите обврски како возрастни, за да им бидеме нивна поддршка и ветер во грбот со сите нови предизвици кои што ги чекаат во животот, како што е училиштето и секои нови обврски кои што доаѓаат со нив, па по повод меѓународниот ден на детето се надевам дека јасно ни кажа тука учениците од четврто 4 што треба да се промени, што ги радува, но и што ги растажува, така што веројатно треба да бидеме навистина селективни со она што го зборуваме пред нив, да одбираме ведри теми кои што за нив ќе значат поддршка и ќе бидат олеснување за да имаат еден мирен детски свет и на училиште навистина да се фокусираат само на нови знаења, да научат нови работи, меѓутоа и да се дружат безгрижно сите заедно, без да им пречиме ние со некои информации кои што воопшто не ги засегаат, а и да посветиме внимание повеќе и подобро да ги слушаме нивните потреби. Тоа ќе биде како еден заклучок од денешниот разговор. Мене ми беше чест што утрово сум тука, затоа што се наполнив со позитивна енергија, бидејќи поискрено нешто од децата скоро и да нема. И навистина се надевам дека таа енергија успеавме, Кристина, да ја пренесеме и во студиото и кај сите оние кои што утрово не гледаа. Уште ако успееш да ги убедиш да ни мафнат и да не поздрават, ние ќе бидеме комплетно задоволни. Да. Ете ги рачињата. Команда веќе да. сака да мафтат.
Благодарам, и го Симона. поздравуваат со топло Благодарам срце, па 4-4 најубави и со најпаметни. дека можеби и следно треба да дојдеме тука. Апсолутно се согласувам. Симона, благодарам за линковското вклучување. Благодарам 4-4 убави, паметни, подготвени да зборуваат гласно за правата на децата. Тие кажаа што имат, останатото е наша задача. Каква е реакцијата, господин Змијанац, по сликата од Основното училиште Љубан Лапин? Децата погодија многу содржински права кои децата, останатите, не сите деца ги уживаат. Право на топол дом, право на образование. Има многу деца кои се исклучени од основното училиште и средно. Многу дечиња не се вклучени во градинка како воспитно образовни институции, каде што првите години ќе стекнат одредени животни вештини, исто така загатна за загадувањето и правото на живот, значи загадувањето во Македонија е енормно високо, посебно во зимскиот период, и државата е обврзна сите овие пораки што ги упатија децата да ги испочитуваат и содржински, како што кажав на почетокот, не декларативно. И овој ден не само да се искористи околу свртување на внимание кон децата, туку сите 365 дена треба напорно да работат и владата, и собранието, и институциите, за да не се случува децата кажуваат кои права се загрозени. Во кои сегменти е приоритетно да се унапредуваме во моментов како општество? Сиромаштијата самите рековте, но многу деца се исклучени од образование, има и дискриминација по основ на одредена состојба која ги вознемирува децата, секако правото на живот, да не го повторам, и здрава животна околина и вода, воздух. Децата на улица, тоа е проблем со кој се уште државата не може да се справи. Децата без извод од матична книга на родените, тие се многу содржински елементарни потреби, каде што државата се уште не успева целосно да ги задоволи и покрие. Но од 92 година, кога е формирана МИЕШИ, до денеска секогаш праќа и во континуитет гласна порака за правата на децата и сето оно што треба да го направиме глобално за да ги заштитиме нашите најсакани. Каков е впечатокот по 31 година и во однос на соработката со граѓаните и во однос на институциите? Граѓаните ни даваат подршка, исто така и медиумите ни даваат подршка, децата да посетуваат многу често со организирани групи од страна на наставници да се запознаат со нивните права и обврски. Со институциите не секаде ни оди добро, со некои министерства подобро, со некои не се толку проактивни. Она што е главна карактеристика на МГШ е гласна. Кога треба да се направат одредени промени, врши притисок, застапува, лобира. Не име секогаш мило на одредени институции она што го говориме, затоа што не сакаат да се сооча со вистината, со проблемите со кои се соочуваат децата, тоа е болно. Но подобро така отколку да имаме лажна слика и представа дека се е во ред и дека нема никакви проблеми. Каква порака на крајот треба да упатиме на денешниот 20 ноември? По праведен свет на децата, она што е наше мото е возможно. Убаво кажа и самите ученици да нема војни, да нема гладни деца, да нема сиромаштија, да има топол дом, да има чиста животна средина, да има право секој дете да го користи задолжителното основно средно образование, дури јас би рекол и во градинка, и на тој начин има шанси да се подобрат работите во Македонија. Благодарам, господин Змијанац, за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам јас за што го одбележувате овој значаен ден за децата. На крајот на денот се бориме за нив. Сето оно што го правиме за тие да живеат добро. Благодарам.